Искуствата од претходните востанички обиди, од засилениот преробbenички тек и развој и зголемениот број на македонската интелигенција, особено учителската, довеле до широко ослободително движење што ја зафатило Македонија во 90-тите години на 19 век. Врвна точка на ова движење било формирањето на тајната македонска револуционерна организација МРО, која била основана на 23 октомври 1893 година во Солун, а нејзини основачи биле Дамјан Груев, Иван Хаџиниколов, Петар Попарсов, Христо Татарчев, Христо Батанџиев и Андон Димитров. МРО се определила да се бори за политичка автономија на Македонија во рамки на Османлиското царство, преку едно општо народно востание. Потоа, автономијата се сваќала како природен чекор за создавање на посебна македонска држава. За исполнувањето на таа цел биле донесени важни програмски документи, устав и правилник со јасно поставена цел. Потоа била создадена широка мрежа на хиерархисти, поставени тајни комитети и строго хиерарски организирана вооружена сила, чети низ цела етнографска територија на Македонија. Организацијата била широко поддржана и прифатена од сите слоеви на македонското општество, поради што таа постепено прераснала во најважен фактор за борба на македонското население за слободен развој и промена на државниот и општествениот поредок на Османлиското царство. Таквиот тек на настаните придонеле револуционерната организација да биде наречена подземна република и да се однесува како држава во држава, со своја судска власт, своја полиција и огромна вооружена народна сила, казнени чети со своја образовна сила, составена од учители, членови на организацијата, агитатори за македонското дело и тајна поштенска служба.